Бугарите биле пресрекни што Европската Унија испорачала ваква преговарачка рамка за Македонија за каква не се надевале воопшто пред 6 месеци. Ова бил генералниот заклучок на бугарското МНР, кој всушност се дел од извештајот на министерката Теодора Генчовска, испратен до бугарскиот парламент. Според официјална Софија, францускиот предлог требало да се прифати за Бугарија да ја искористи, како што велат, добрата позиција до која дошла, така е наведено и во заклучокот. Во извештајот на Генчовска, кој веќе се лифирува во бугарските медиуми, наведено е дека најголем напредок бил постигнат во месец мај, а протоколите кои македонската влада ги крие како државна тајна биле усогласени уште на состаноците на 4 и 5 јуни кои се одржаа во Скопје. Додека македонската тројка Ковачевски, Маричик и Османи тактизираат кога да се објави протоколот, поверуваат и дека тој е неспоив со преговарачката рамка, бугарската страна јасно пропишала, а тоа доби амини од собранието, дека билатералниот протокол е дел од меѓусебно поврзани документи без кои Бугарија нема да дозволи старт на преговорите. Тоа и јасно е наведено во изјавата на Генчовска, дека протоколот мора да биде потпишан од двете страни. Без потпишан протокол, преговарачката рамка сама по себе нема да ги даде потребните гаранции за историските аспекти на билатералниот спор, кои се исклучително важни за нашата земја, туку само за преостанатите отворени прашања. Бугарскиот портал Off News ја објави содржината на извештајот на Генчовска пред Собраниската комисија за надворешни работи, а со тоа и текстот на протоколот кој јасно укажува дека Македонија мора да ги прифати сите бугарски барања доколку сака европска перспектива. Во протоколот јасно стои дека Македонија ќе мора да ги смени учебниците, да го отвори уставот и да ги направи бугарите од Македонија заедница, а не малцинство, односно да станат државотворен народ. Во извештајот јасно било наведено дека актуелната влада на Македонија е подготвена на отстапки, се додека е во состојба политички да се оправда пред своите гласачи. Во однос на јазикот, во протоколот е наведено дека Бугарија не прифаќа и нема да прифати експлицитно или имплицитно постоење на македонски јазик во етнички и историски контекст, како што е наведено и во рамковниот став. Според протоколот, историската комисија мора да продолжи со состаноци, а од тука да се потпишуваат и нови протоколи во кои е можно да се вметне постигнат договор за нови теми. Се инсистира и на отворање на досијата на поранешните безбедносни служби, вклучително и измени на законодавството.